Од понеделник ќе се исплаќаат собраните средства во Црвениот крст, информира денеска на прес директорот на службата за општи и заеднички работи во владата Ивица Томовски, откако овие денови ќе бидат собрани трансакцијските сметки од семејствата на повредените. И веднаш од понеделник ќе пристапиме кон исплата на тие средства, односно Црвениот крст ќе пристапи кон исплата на истите. Инфекциите сега ќе бидат главен проблем, посочи директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, напоменувајќи дека состојбата со повредените е стабилна. Борбата не е завршена, таа допрва предстои и можно е да пациенти кои биле во добра состојба да им се влоши состојбата заради ризикот инфекција. Знак дека не треба да се опуштиме е вчерашното хоспитализирање на 6 нови пациенти, од кои 5 се на токсикологија и еден пациент е со комбинирани респираторно проблеми и изгореници. Со несмалено темпо се вршат инспекции во сите објекти за да се утврди дали се почитуваат стандардите и важноста на добиените лиценци, посочи портпаролот на владата Марија Митева. Во овој момент сите податоци со кои што располагаме дека сите надлежни институции работат на терен активно да проверат каква е актуелната состојба. Во текот на денот и во текот на следните денови ќе продолжиме да информираме за тоа кога биле издавани лиценци, какви се, дали ги исполнувале минимално техничките услови, се ќе биде на увид на јавноста. Затоа што повторно ќе кажам, од оваа трагедија ние не можеме да останеме само на зборови. Наша обврска како влада е да превземеме активност.